Добар ви ден, драги мои гледачи. Верувам дека ве наоѓам сите во добро здравје, добро расположение пред малите екрани, чекајќи го вашиот рецепт на денот, кој што ќе ви биде одлична идеја што да сготвите за вашите сакања. Јас ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски, заедно со нашиот тим, каде што се подготвуваме токму за вашето задоволство да ви ја презентираме денешната рецепта на денот. Денеска ќе ви подготвам бегова чорба. За оваа бегова чорба постои една легенда која што вели дека бегот кој што дошол во селото бендисал една многу убава македонка, но таа со своите готварски вештини му ја направила токму оваа чорба и тој се пишманил се што сакал зулум да направи во селото. И оттаму доаѓа името на оваа чорба, бегова чорба, верувајќи токму во таа легенда. За оваа бегова чорба нас ќе ни биде потребно 2 карабатака, пилешко месо, значи, кои што се претходно сварени и обескостено месото. Значи, тука го имаме месото, батак и карабатак, копан и надкопан, и имаме водата, која што ја чуваме за понатамошната постапка. Колку е водата, толку. Потоа имаме вода дополнително топла, во која што ќе притуриме во чорбата. Понатаму од зеленчук ни треба 1 главица целер, 1 пашканат, 1 морков, половина главица црвен кромит, неколку чешниња лук, 2 до 3 супени лажици павлака за готвење, половина лимон, 60 до 70 грама пудер или кравјо масло, 1 жолчка од јајце, 1 цела китка макдонос, неколку ливчиња ловоров лист, 1 супена лажица мешан сув зеленчук, малку бибер по вкус, сол, топла вода по потреба и 1 супена лажица брашно и зејтин по потреба. Сега што правиме? Ке ни треба едно тавче кој што го ставаме на загреана ринкла. На тавчето ставаме масло да го покриеме дното. Така, оваа чорба е богата и масна, да знаете. Го ставаме путерот или кравјото масло да се стопи заедно со маргаринот. Потоа го ставаме на крупни парчиња црвениот кромит. Заедно со пилешкото месо. Лукчето го додавам на крајот. Така, сега ќе го извадам пилешкото месо и ќе го насечкам. Со се кожата. Да знаете. И таа оди во пакетот за беговата чорба. Можете и да го цепкате месото, едноставно како сакате. Водата ја одложувам настрана. Она е прекрасно сварена. Еве само што допирам со ножето
Мевцето е веќе насечкано. Промешувам. И сега тука го ставам и месото да се запрши. Една напомена. Значи, кога ќе го варите месото, доколку ставите мешан сув зеленчук и сол при варењето на месото, тогаш во следнава постапка не додавајте ништо. Додека се пржи мевцето, јас ќе го насечкам целерот и пашканатот. Значи, ова е богата чорба со целер, има прекрасен мирис на целерот, на ловоровиот лист, пашканатот. И овој зеленчук го ставам во водата каде што се вареа копаните. Додека сечкате повремено и ќе промешате. Така, да не ни загори. Ако е голем коренот, тогаш ставете половина. Хвала, благодарам, Виктор. Ете, понекогаш ни треба и асистенција, нели секогаш се тука персоналот на комплексот Етно село Тимчевски да ни помогне во секој миг при подготовката на емисиите. Ете така, целерот е готов. Го ставам во тенџерето. И веќе ја вклучувам и таа рингла. Така. Што убаво. Како убаво мириса. Мераци. Сега ќе го насечкам пашканатот. Исто така, цел пашканат, голем ставете. Оваа чорба е специфична затоа што има многу силен, доминантен мирис и кога ја подготвувате и кога јадете, во устата ќе почувствувате букет од вкусови. Оваа чорба можете да ја служите и за главно јадење. Затоа што е богата и со месо, многу зеленчук, кога ќе почувствувате дека месото со кромидот е доволно испржено, еве го веќе водата скроз испарува, уште едно 2-3 минути, тогаш со лажица решетка ќе го извадите и месото и кромидот и ќе го задржите маслото за подоцнежната запршка. Јас да ви кажам, најчесто во мојот замрзнувач дома си чувам насечкан целер и пашканат. И морков. Кесичка замрзнат целер, морков и кога сакам да направам супа, чорба, веднаш од фрижидерот ги вадам, а некојаш кога сте слободни, што се вели гледајќи телевизија можете да седнете и да си насечкате, да си имате во секое време.
мислам дека е доволно. Така. И ова ќе го ставам пашканатот во тенџерето со водата каде што се вареа токму копаните. Сега мислам дека е доволно. Ќе ги извадам зајрето од тавчето, ќе го извадам и ќе го префрлам во тенџерето. А потоа во истата маснотија тука ќе го ставам брашното, лукот, павлаката и ќе ја запржам чорбата. И да ви остане некое кромиче, не се грижете. Тоа е од самата чорба. Сега ќе ја префрлам тука. Ете така. Еве го маслото што ми остана. Таман за запршката да имам. Еве колку масло ми остана. Можете да видите. Сега почнувам да ги додавам сите зачиња. Додавам малку мешан сув зеленчук. Додавам ловоров лист. Ќе го насечкам и морковот. И морковот ќе го ставам во чорбата. Да знаете за беговата чорба, не се ренда, се става сечкано и тоа што покрупно. И морковчето е готово и него го ставам. Така. Сега ќе додадам малку сол. Така. И ќе додадам вода. Може би околу, еве додадов околу 1 литар вода. Сите овие состојки зеленчуци треба да се варат најмалку половина час од моментот кога ќе почне да врие. Го додавам и макдоносот. Половина, а половина малку подоцна. Ќе го стиснам лимонот. Сега ќе промешам и ќе пробам за сол. Одлично, фантастично. Нека се вари. Може да му ставам и капаче, ќе земам од кујната. Значи, со вас се гледаме, драги мои, откако ќе биде добро сварен морковот, целерот и пашканатот. И ќе видите што следува понатаму. Драги мои, поминаа 30 минути и сега е време да пробам дали целерот, пашканатот и морковот се сварени. Како убаво мириса!
И на сол како е погодена. Леле, во се сме ја погодиле. Ки доставам уште малку водичка. Ете така. Ќе ја тргнам настрана и ќе ја направам запршката. А за запршката ќе го искористам истото масло со путерот каде што го пржев месото и кромидот. Сега ќе ставам уште малку масленце. Така. Уште малку зејтинче. Ете така. Да се стопи и ќе го ставам брашното. Една супена лажица брашно. Убаво да се испржи брашното. И токму тука ќе го додадам биберот. Запршката има посебно значење, се добива на вкус кога биберот ќе го ставите каде што е маслото и брашното, а не веднаш во чорбата. Ова бегова чорба бара повеќе бибер, затоа што е полно масна, имаме многу зеленчук, имаме ловоров лист, еве убаво се пржи. Значи, брашното е готово кога ќе ја промени својата боја, кога ќе добие една убава медова боја, а се надзира биберот во него. Сега е моментот да го додадам лукчето. А тоа ќе биде како јаготката на шлагот. Ете така. Тоа е тајната на таа запршка. Сега, не треба ова да трае повеќе од 10 секунди, затоа што ќе изгори лукчето. Ја враќаме чорбата на загреаната рингла и ја истурам запршката. Сега веќе ја исклучувам ринглата, промешувам. Неисклучено таа ќе си доврие и ќе ја ставам павлаката заедно со жолчката од јајце. Да ја згуснам. Прстите да си ги излижете. Ете така. Ќе ја затворам сега вака додека ја мешам павлаката и ќе го додадам и макдоносот. Еве ја чинијата. Жолчката од јајцето. Така. Убаво да го изматам ова. И сега постепено, малку по малку ќе го додавам ова во чорбата. Еве таа врие. Ќе ставите едно кафено лажиче, ќе промешате. Потоа зимате следно. И се така додека не го потрошам целото зајре. Еве веќе чорбата обелува, ова е всушност поентата. Беговата чорба е бела чорба. И требаат уште 5 минути да врие на тивко,
А во меѓувреме ќе поставиме нашата трпеза и ќе се подготвиме за заедничкиот ручек. Морам уште малку да пробам. Да видам сега како е соодносот со солта. Зимам нова лажица. Знаете, кога ќе се стави павлака и јајце, не треба веќе она да врие на силен оган. Ох, колку е убава, леле колку е вкусна. Го додавам макдоносот. Промешувам уште еднашка. И ја оставам на рингла. Чорбата е готова. Ајде, драги мои, да видиме сега што јадел бегот. Значи, што е тоа толку убаво за него што се подготвил. Лелеле. Какво уживање ова, да ви кажам. Мирисот ме опива, мирисот на сите состојки на ловоровиот лист, на целерот, на... Знаел тој што сака, не случајно оваа чорба е негова. Како убаво се изгледа. Колку е колоритно и морковчето, макдоносот, се. Драги мои, ова е неповторливо задоволство. До следниот пат додека не ја направите оваа чорба. Ова е уживање. Ова е мерак. Ова е мерак. Да си направиш мерак со ваква бегова чорба. Па дури и да си земеш и малку лепче. Ваква убава лепиња. Па да си макнеш. Значи, комбинацијата на лимонот со ловоровиот лист, вкусот на кокошката, кашканото, целерот, лукот, кромин, браво! Значи, има зошто оваа чорба ја крстиле така. Можете да си земете и сиренце со неа, залучени пиперчиња, пинџурче, што душата ви сака. Драги мои, направете оваа чорба, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Мислите, секогаш ве носат на она место каде што ви е останато срцето. На здравје, до следната емисија.